Кога дојдов во ова театарска куќа, го сретнав така наречениот бајтош. Многу се загледав во него. Уште повеќе се заслушав и се насмеав. И денеска, надвор од театарот, кој ќе го видам, се загледувам во него. Многу се заслушувам и се насмејувам. Верувам дека уште многу години ќе го сретнувам, ќе го слушам, ќе го гледам и ќе се насмејам. За Чичко Тошо би рекол извонреден актер, извонреден другар и колега. Тодор Николовски е поем за македонската уметност. Па мојот почеток ќе почнем уште од мал. Првото моје среќавање со сцената е во Титов Велес, во мојот роден град. И тоа во школото Свети Кирил и Методи, некаде веднаш после уриетот. Учителите даваа приредба и јас на која бев во забавиште тогаш. И тоа е моето прво среќавање со сцена, завеса, звонче. И така од тогаш више не престанав да мислам на сцена. А кога постапи веќе во сериозен театар, малку бегло го преминувам тоа сето, 1919 година беше Нушич првиот управник, тој го организираше театарот, а тоа не е негов првото идење во Скопје као управник, второ, зашто он беше и 1913 година. Јас некаде на 4 ноември стапувам 1919 година како работник. Па веднаш ме доделија на сценографот да му помагам. И така добро, али јас влегов со намера некако да станам артист. Многу беше тешко со српскиот јазик. И тоа ми пречеше можеби највише додека тоа го превозмогнав, додека го научив српскиот јазик. И веќе вака као помошник на сценографот играв по некоја малечка улога. Беше дошол веќе некаде 20-та година Александар Вересчагин за уметнички раководител и во неговата режија на Ана Каренина од Толстој ја играв улогата на Владимир, посилни на грофот Вронски. Тоа некој младо војниче руско беше така симпатичен и тоа ми е првиот настап во роля со текст. Се разбира многу мал. Тодор Николовски го знам скоро 50 години. Уште како дете, со куси панталанчина тогај, нормално. Веќе он беше артист во тогашниот Народен театар во Скопје, кој театар се наоѓаше тука негде на плоштадот во една барака. Пронешниот театар е бил на местото на нашиот стар театар. Изгорен е таа зграда, па потоа е 28 година подигнато овој новиот, па по земјотресот. Сега и ние се пак после 50 години наоѓаме заедно со Тодорчето во барака овдека, друга, последња.
Тодор Николовски уште тогај пројавуваше интерес за глума и од овој период, бидејќи двајцата остаревме веќе, он реализира многу успешни роли. Јас сеќавам на една негова роля пред многу години, кај му беше, може да се каже, о неговите достигнувања, врвното го играше Каплар Милое. И тоа ми се доста вака останало впечатено у моите сеќавања. Значи, од 919 година се до ден денешен остана во Скопје. Тоа е реткост и ми се чини дека воопшто друг артист не можел во цела Југославија толку долго да остане се во една куќа. Мене ми се чини дека тоа стана така, бидејќи тука почнав, тука ме засака публиката и јас не можев да се одделам од својата публика каде јас се родив, каде станав артист. За сиве овие 50 и неколку години остана во Скопје. И тоа е чудно што баш овде беше зградата привремена, а 919 година, која беше подигната на брза рака, таа беше точно од бараката на Хотел Македонија, па се до продавницата на чевли Газела. Тука јас се родив, тука јас станав артист, тука си останав до ден денешен на скопската публика, и старата и младата која уште и ден денеска ме гледа, иако сум во пензија. Јас велам Чичко Тошко Николовски. Прекрасна артистичка натура. Артист од кого може многу да се научи. Како да си ја смирам душава? На каде сега? Срце ме гризе, нозе не одат, се прејкоа, низ темница одам, до коленици во кал газам. О, тежини, тежини. Зар автомобилџијата кога ја појдем град, нема кажано дека во село оставил човек? Ќе дојде полицијата, не уапси. По затвори ќе гнееме, на јаже ќе не стават. Ќе претресат се и ќе го најдат тропот и парите. О, срцево како на пиле ми игра, очи слепеат. Митрејце, да ја кажеме на каде се парите, ако не затворат барем Анđеле кога ќе дојде да ги кердоса. Не. Анđеле ќе си донесе пари. Нему такви пари не му требаат. Леќе на образот и нему, и на кати, и на внуци, родени и неродени. Се разбра? Полиција? Земете ме! Обесете ме! Не сум јас првата жртва на парите. О, пари, пушти да би останале. Вие човека на јаже го ставате, од јаже го сметијате. Само бере дали ќе сте кадри да ме сметете. О, за пусти пари. И Јуда го продаде својот учител за 30 жолтици, за да го распнат на крст. А после, кога го грижала совеста, собесил заврба. И така
самиот си го одзел животот. Се разбира, најинтересно беше времето 1928 година, кога се појави прв текст на македонски јазик од Васил Илјовски, Бегалка. Или тогаш како беше насловот Ленче Кумановче. И се разбира, тогаш прв пат ја играв ролята на Фендо Бозаджијата. Се разбира, јас си бев тука дома веќе, немаше што да учам. Тогаш ги гледав маките на колегите, артисти српски, како они мора да се мачат да го учат нашиот јазик. Се разбира, они сепак тоа никако не негодува, многу сериозно ги сваќа работите и добро и ги игра ролите, чак се трудеа колку можат да го дочараат македонскиот амбиент. Нарочно режисерот Јосиф Срдановиќ, тој беше веќе може половина скопјанец, македонец. И така, измеѓу 928 година до 36 година се јавуваат две пиеси уште. Това е на Антонije Панов Печалбари. Се разбира, веќе тука играм две улоги. Играм Стрико Колјо, прво во првиот чин, а понатаму го играм Костадина, бидејќи не можат они да учат таков текст, имаше големи монолози. И тогаш доаѓа веќе на Илјовски исто пиесата под наслов На газиот човек или денеска Чорбаджи Теодос. Тука го играв Поцко, а Чикаперо, најдобриот артист и најстариот, го играше Чорбаджи Теодоса. Инспицијен сум од основање на театарот, но Тошо бил пример за секого. И Тошо имал своја врлина за работа и никаква тежина не су имал од него. 1944 година, после 8 септември, кога се истеглија бугарските окупаторски војски, отидов и јас во Горно Врановци, каде беа и многу други отидени. Таму не имаше од разни професии, учители, професори, инженери, правници, лекари, аптекари, уметници, музичари, композитори и така натака. Сите тие луѓе таму уште, додека се водеа борбите на секаде низ Југославија, сите се спремаа во својата професија по ослободувањето да можат да почнат организација од дотичните работи. И ние неколку мина мал број артисти кои бевме припоени при културно-уметничката група Кочо Рацин, при главниот штаб, кои делувавме заедно. Од која група после израсна и Македонскиот народен театар. Во прво време игравме агитки, едночинки, хумор и така натака. По ослободувањето на Скопје, целата таа група дојдовме и веќе се вселивме во Народниот театар, во зградата на Народниот театар. И таму уште игравме едночинки, пак агитки, хумор за борците кои доаѓа од фронтот и тие кои одеа на фронт. И така работевме се до 1945 година, додека на 3 април веќе дадовме целовечерна представа Платон Кречет, каде учествував и јас. Тоа беше за мене, таа представа,
една од најсвечените представи во мојот живот. Јас ја имам честа да го познавам Тодор Николовски многу одавна. Го познавам уште од времето кога беше еден од првите македонски артисти што проговорија на македонски јазик во стариот театар. И го познавам од времето кога ја имав среќата да видам прв управник на Македонскиот народен театар и да учествувам заедно со Тодор Николовски, со Петре Прличко, со Ќостаров, со Милчин и со другите во создавањето на сегашниот Македонски народен театар. Накусо, моите сеќавања од тоа време се изворедно пресни, затоа што ми се чини дека тоа беше едно бурно време во кое што Тодор Николовски внесе многу професионалност, многу самодисциплина, совршен однос кон својата професија, длабина во поимањето на функцијата на театарот, честност во извршувањето на она што му беше задача, независно од тоа дали се работеше за мала или за голема улога. И нешто што уште во тие години ме фасцинираше кога се работеше за неговата личност, педагошка димензија во сето тоа што го работеше. Имено Тодор Николовски не беше само артист што создаваше печатливи, незаборавни креации на сцената, туку и учител на сите помлади артисти што дојдов в театар без да имаат штогоде опит како тој и без да има штогоде образование како што има сегашните артисти. Инаку, тој е еден од оние артисти, и поточно речено една од оние артистички природи кои тивко, ненаметливо, без многу шум, работат и создават креации. Одеднаш човек ќе се изненади кога тој незабележлив Тодор Николовски, кој напати дури не остава впечаток на артист, ќе блесне на сцената и ќе го изненади со креација која што се смета креација дури надвор од оние достреди што ги има само Македонскиот народен театар. Со еден збор речено, за мене Тодор Николовски е институција во нашиот театар, се разбира институција од подруг вид. Ако за Петре Прличко може да се рече дека е една од бурните институции на нашиот театар, за Тодор Николовски треба да се рече една од тивките, креативни, педагошки настроени и совршено професионални институции во Македонскиот народен театар. Како млад, повеќе ме привлекува комичните роли. Но што повеќе веќе навлегува во професијата, гледав дека артистот не може да се определи само на едни роли, еден жанр, дека треба артистот да игра се. И тука јас би рекол дека не може да биде дали сакам мала роля или голема. Артистот треба да игра се. Се разбира, треба да биде мајстор, да може и малата роля да ја осети, да ја направи и таа равна на другите роли. Зашто тоа е познато, во театарот мали роли нема. Има мали артисти, можеби, и само со големи роли не се станува голем артист. Никогаш. Затоа не можам да речем одредено ова играм или она играм. Артистот е должен да игра се што ќе му се даде. Барем во она време, јас кога почнав немаше одбирање роли, но таа роля што ќе ти ја дадат, ќе се трудиш да ја направиш ако е мала, после таа ти следува поголема, се разбира. И така се поголема и подобра можеби. Всичко тоа што е нашата жива театарска историја, од која што генерации млади артисти ќе имаат што да учат. Доколку се разбира, се најде некој критичар што ќе ги овековечи него и уште двајца, тројца од бисерите
naši teatarski vo nekoje književno delo na koje što će možat da se učat idnite generaciji, zašto naša ta umetnost se znaje kakva je, momentalna i može da se prenesuva samo so zbor ili so pišan zbor. Drugo što da vi rečem, beše golemo zadovoljstvo da se igra pokraj nego na scena. Od svekoga što izračeše so jedna jednostavnost, so jedna čistota, so nešto toplo. Od svekogaš imaše razbiranje artistot pokraj nego da go povleče, da mu dopušti da dojde to i do izraz. Ponekogaš duri i na svoja šteta, zašto to i ljubeše sve okolo nego da bide dobro i ubavo. Да се работи со него како артист е вистинско задоволство, бидејќи може да се постигне навистина присен контакт со партнерот. Да одиме, стари. Јас ке ти декламирам куплети, стихови, разбираш? Еве, например, стари, од една стихотворба. Почетокот сум го заборавил. Порано, стари, кога организмот не ми беше отровен од алкохол, јас имав силно помнење. А сега, еве на. Свршено е, братце. Се е свршено за мене. А секогаш таа стихотворба ја декламирав со голем успех. Грмеш од аплаузи. Ти не знаеш што се тоа аплаузи. Тоа ти е, братче, нешто како ракијата. Често пати ќе излезам, ќе застанам, еве вака. Ќе застанам и ништо не помнам. Ниту збор не думам. Љубената своја стихотворба. Зар ова не е страшно, стари? Си ја пробив јас душата, стари. Јас сум ти, братче, пропадна човек. А зошто пропадам? Вера нема во себе си. Свршено е за мене. Моето актерско име е Сверчков Заволски. Никој тој не го знае. Никој. Јас овде немам име. Разбираш ли ти колку е тоа навредливо да си го загуби човек името? Дури кучињата имат имја. Без име нема човек. Тодор Николовски е колосален уметник. Жива историја на македонскиот театар. Јас сметам дека младите генерации треба да го следат како најдобар пример. Барам во нашиот јазик збор кој би одговорал на она што ние го подразбираме под джентлмен, вистински редок. Кога бевме млади, читавме за етика театарска, а во лицето на другарот Тодорче, ние това го гледавме дека е не само можно, него ете дека тоа постои, целокупната негова работа, начинот на живење,
на целокупното негово постоење го докажуваше тоа. Почнувајќи од тоа што секогаш има идеално чисти чевли, зашто е недозволено на сцена да се биде со валкани чевли, да се има шапка на глава, на сцена и слично. Тој е пример за тоа, докажуваше дека е можно да не се задоцнува на проба, да не се задоцнува на представа, никогаш не дошол неподготвен, ниедна представа не е одложена зарад него, а ние знаеме дека играл не еднаш со температури преку 39. И нешто кое е може би највозбудливо за мене во личноста на Тодорче е што тој, како ретко кој, умееше на вистина и умее пред вратата на театрот да го остави својот личен живот, своите лични проблеми и внатре во театрот да постои исклучиво во атмосферата на театрот, во проблемите на театрот, на пиесата, на ликот. Тоа е нешто за нашата колективна работа од исклучителна важност и еден многу драгоцен квалитет. Всичко тоа што за мене е олицетворение не само на артист кој што го создавал македонскиот театар, туку на човек кој што влијаел на воспитанието на сите луѓе да бидат луѓе и покрај она што се нашата професија го носи со себе, но пак тој се трудел и младиот човек да го направи човек и да остане како што и тој и до денеска покрај сите трливи работи што му се случиле во животот да остане на вистина великиот Чичко Тошо. Како што гледате овде на овој терен беше построен театарот нов на темелите на турскиот театар. Тој беше меѓу камениот мост и тука дрвеното мостче. Во тој театар проведов повеќе од 35 години. И се разбира, кога земјотресот го оштети толку да мора да го срушат, како да ми го кубеа срцето кога мораа да го рушат. И се што постигнав во тој театар тука. А сега гледате убаво зеленило, овде автобуската станица, Скопје си го менува изгледот, се менуваат луѓето, се менувам и јас. Сега се гради и нов театар, недалеку од овдека, тука покрај Вардарот. Нема ни 200 метра. Сега новите, индите генерации тука ќе ја развиваат нашата драмска уметност. Се надевам дека и јас ќе успеам во новиот театар уште да заиграм. Ако станува збор за Чика Тошо, Тодор Николовски, мислам дека станува збор за најубавото на македонскиот народен театар. Тодор Николовски, или како што ние артистите го викаме Чичко Тошо, лично го запознав во Државната театарска школа во Скопје, каде што тој ни предаваше шминка и покасно ни беше и директор на истата школа. Од многу работи што би сакал да ги кажем за Чичко Тошо, во прв план секогаш ми избива таа негова особина да кон нас младите во тоа време артисти имаше еден специјален педагошки, подобро да речем татковски однос. Секогаш ни помагаше, не учеше да ги бараме прототиповите на ролите што ги спремаме во животот, да гледаме околу нас, било по маски, било по карактери, било по понашање.
Чичко Тошо беше во состојба подоцна, кога веќе станавме артисти во Народниот македонски театар, да изгуби сатови и сатови време во гримјорна заедно со нас, да ни ги разработува ролите, да ни укажува и да ни помога. Затоа Чичко Тошо, барем за нас, сега веќе средна генерација артисти, секојаш останува во една пријатна, драга успомена. Чичко Тошо е првото име во редоследот на историјата кој се пише македонски и се стави. Тоа е првата искра театарска, артистичка во Македонија. Во овој период во кој македонскиот театар и доживува и своите врвови. Чичко Тошо на еден начин е и педагог. Мене ми е многу мило што јас сум еден од неговите ученици, затоа што во театарската школа Чичко Тошо беше и професор по шминка, театарска, и како таков првиот човек кој што не задои со маската, како треба да се прави маската театарска. Ја мислам да он има едно посебно чувство за тоа, затоа што долгото искуство, веројатно, и пренесувањето на долгото искуство и запознавањето со сите финеси на театарската маска, тој како професор во театарската школа го предаваш. Чичко Тошо со два потега, со најмалку грим, знае да направи целокупен лик и со минимум средства тој лик да го осмисли. А па ги скили во кујна, таму ти тебе место. Проклето ева, сакаш да измамува свој маш, таму ти. Преваш грку. Сега, ти изброjem пари на Кирдиму. Мой красный живот. Како неки да ви даjem, мой красни талери, мои убави дукати, големо тесте со банки. Скили, мај, како да му даjem на Кирдиму? Овој каже, немој мене, господар. Овој каже, немој мене. Јас сум мало. Скили, мај, нечим да ви даjem. Почим да ви котам, се повеќе, довде да ви накотам. И после да легнем и да спием сладко со вас. Дојди ваму. Неа и јада. Дека тон, дија, тесера, пенди, екси, ета, окто, иња, дека, 10.000. 30.000, 40.000 и то, а друго 10.000 во банка 10.000. Тако, с Богом вие, мои други, сладки мои талини, с Богом, мои срци, хотим да ви затворим, никој да не ви гиба. Овде има повеќе банка. Јас сум добро трговец. Не може Грку да грешува. Па.
Сега да носим на кирдиму и да парам облигацiju. Мене ми се чини дека воопшто артистот не би требал да отиде во пензија, бидејќи сметам дека е тоа само административна мерка и по силата на законот треба да иде во пензија. Артистот додека го служи слухот, гласот, меморијата, тој може да биде продуктивен се до својата смрт. Како што умрел и самиот Молиер на сцената, мислам, тоа е треба да го доживее секој артист до последниот свој дах да твори.